Премиерот Димитар Ковачевски и натаму одбива предвремени парламентарни избори, а е сигурен во победата на Социјалдемократскиот сојуз на следните редовни парламентарни и председателски во 2024 година. Иако опозицијата смета дека единствен излез од кризата е оваа власт поскоро да си замине. Ковачевски денеска не штедеше критики за ВМРО-ДПМНЕ, па им порача да се фателе за работа. Винака е опозицијската партија најде и за колапсот во Скопскиот сообраќај, закочените закони, неостварените капитални проекти. Никој не се плаши од избори затоа зашто бевме на избори во август и они ги немаше 5 дена се крија затоа зашто не знае што да кажат за резултатите. ВМРО-ДПМНЕ пред точно една година победи на локалните избори во државата. Тие освоија 50 општини во државата. Тие освоија локална власт во главниот град во државата. Она што треба да прават е да се фатат за работа. Како што 11 години кога владееа со државата, државата беше според сите меѓународни институции прогласена за заробена држава. Прашан, ако е толку сигурен во победа, зошто не прифати предвремени избори? Ковачевски рече дека требало да се почитуваат законите и мандатите, а не да се организираат избори за, како што обвини, партиски или лични интереси. Оваа држава има систем, во неа постојат закони, во оваа држава постојат мандати и секој треба да ја работи својата работа согласно со доделениот мандат од граѓаните. Но само Бендисанос, така и Ковачевски, опозицијата ја толкува сосема поинаку. Тие се уверени дека првиот човек на владата позади сигурноста која ја покажува, кога вели дека СДСМ би ги добиле и парламентарните и председателските избори, се крие стравот, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ воделе на сите анкети. Подпредседателот на опозицијската партија Александар Николовски смета дека досега не се случило во историјата на македонската демократија да има едно вакво епско бегање од избори. Никој досега вака не бегал од избори како што бега оваа влада на СДСМ и на ДУИ, затоа што не само што добро ги знаат истражувањата на јавно мислење, каде што предноста за ВМРО-ДПМНЕ кон СДСМ е повеќе од 2:1, а предноста на опозицијата кон власта е далеку поголема, но исто така го чувствуваат импулсот на народот. Знаат дека народот е разочаран од ова што се случува. Опозицијската партија веќе долго време бара предвремени избори поради, како што тврди, лошото справување на власта со последиците од економската и енергетската криза, но и низата скандали кои се случија последниве години.